а не за политички аналитичар. Една од агенциите што тотално се изразили се како е скопската Прогрес. Минаа изборите, никако да се појават во јавноста да кажат зошто и како промашиле. Например, во истражувањето од 26 до 28 мај, значи недела дена пред изборите, Прогрес поставува прашање до испитаниците. Доколку изборите се одржат утре, за која политичка партија би гласале? Одговорот, според стручњациве од Прогрес, е за СДСМ 22,9, значи скоро 23%, за ВМРО 19,6%. Многу јако промашија, ќе се согласиме. Односно, си направиле анкета по желбата на Бранко Црвенковски и на Радмила Шекеринска. Уште еден податок од таа анкета е дека обидениците на Љубе ќе освоиле 2,9% од гласовите, ама народна на Љупчо само 1,6%. Љупчо освои убедливо повеќе гласови од Љубе, а ВМРО дури 14 пратеника повеќе од СДС. Ама, за работите да ви се вам појасни, еве ви ја вистината до крај. Институтот Прогрес формиран е од двекратниот лузер на избори парламентарни Радмила Шекеринска, портпаролот Лажго Емилијан Станковиќ и од Каролина Ристова Астерот. Прв човек на Прогрес во овој момент е Тања Томич, актуелен председател на локален клуб на СДСМ во општина Кисела Вода. Да нема недоразбирања или знаеш вака така беше во врска со овие манипулатори и лажговци од СДСМ, односно од агенцијата Прогрес, еве ви уште еден податок, тие меѓу 20 и 22 мај имали истражување со истото прашање. Тогаш, според нив, 22,3% од граѓаните кажале дека на следните избори ќе победи СДСМ, а 19,8% се решиле за ВМРО. Па како ве не им е срам после ова лажење, корнење, да се појават во јавност меѓу своите пријатели, роднини, комши, како не им е срам. Исто така дебело се обидоа да ја лажат јавноста и од институтот ИФИМЕС од Љубљана. Тука, на македонски терен, лажирањето на граѓанската волја ја спроведуваа таткото и синот Чомовски, Гораст и Александар. Па така, А1 пред нова година објавува истражување на словенците, односно на овој институт со бомбастично име Меѓународен институт за блискоисточни и балкански студии. Во истражувањето се вели дека ВМРО и СДСМ да ти биле рамо до рамо во рейтинзите, односно ВМРО имал само мала разлика од 3%. Младиот и неталентиран Чомовски на 31 мај, на 5 дена пред изборите, излегува со прилог каде ја дава констатацијата на ИФИМЕС дека новата влада ќе ја формира СДСМ со неколку албански партии, а во неа нема да има место за ВМРО. Браво бе Гораст, син на татко Александар. Колку ли во скут треба да биде седнат СДСМ за да прави коалиција со 3 албански партии и колку ли во скут сте вие седнати заедно. Уште една смешна фигура се појави во предизборието во обид да се излаже македонската јавност, а се во корист на Бранко Црвенковски и СДСМ. Овој пат фолирањето и манипулирањето дојде од академските кругови. Професорката Емилија Симовска од, внимавајте, Државниот институт за социолошки и правни истражувања, пазите, од Државниот институт, прогнозира дека разликата меѓу СДСМ и ВМРО е намалена и дека во екзактни бројки оваа разлика би била само 4 пратеника. Државниот институт за социолошки и политичко-правни истражувања прогнозира тесна победа на ВМРО ДПМН на парламентарните избори. Нивната теренска анкета, спроведена од 6 до 11 април, покажала дека разликата меѓу власта и опозицијата е драстично намалена. За ВМРО ДПМН би гласале 21,8%, а за СДСМ 19,8% од испитаниците. Во екзактни бројки, на изборите оваа разлика би била само 4 пратеници. И еве минаа 3 недели, откако народот и покаже на професорката Симовска колку е во право и колку и вреди академската титула, ама таа никако да се појави на Алфа или на друга телевизија и да каже: "Прости мој народе, сгрешив, ве манипулирав и лажев во корист на СДС." Ама ништо. Разбирам што таква доблест нема Ефтов, нема Емилијан, немаат во фамилијата Чомовски, ама барем ја очекував таа доблест од професорката, ама ете џабе очекување. Се работи за иста матрица, комуњарска. Уште една фамилија, сем Чомовци, се испокрши да го прелаже народот со измислени анкети за евентуалните изборни резултати, ама и тоа беше безуспешно. Фамилијата Спасови, таткото Ѓорги и синот Никола. Да подсетам, Ѓорги Спасов е еден од најекспонираните членови од интелектуалното крило на СДСМ и поранешен амбасадор.
Lani Георги Спасов заедно со Нано Ружин, Никола Поповски, Сашо Насев, Радмила Шекеринска, а бога ми тамо многу активен беше и бугаринот Љупчо Георгиевски, го формираа Think Tankот Demos. Think Tank, се верува. Think Tank на политички манипулатори и лузери. Се мој до мојега во тој Think Tank. Тој Think Tank, како што громогласно ја започна својата агенда, од сцената си замина тихо, под тепих, посрамено, лигушки, нигде ги нема. Или како што би рекол Нано Ружин на моето прашање каде е Демос, вели за сега е во мирување, вели Ружин, кај мене во емисијата го кажа тоа, за сега е во мирување, немаме доволно пари и идеи. Браво! Значи за пари било, нели? А идеи и така оваа групировка никогаш немала. Барем не идеи во интерес на народот и државата. Значи овој Георги и неговиот син Никола Спасов си има своја рейтинг агенција која се вика Рейтинг, духовито име. Таа рейтинг агенција Рейтинг успева пред изборите да изработи рейтинзи на јавно мислење за два македонски вестници. Нова Македонија, која никако да го дигне тиражот од 2-3 илјадарки нагоре, и за Дневник кој одамна во рамките на ВАЦ ја загуби битката за тиражност со вест. Па така, во истражувањата Рейтинг тврди дека на следните избори ВМРО ќе освои 375.000 гласа. Пази богати, а? ВМРО инаку ќе се согласиме, а така вели и Државната изборна комисија, освои 440.000 гласа, односно 70.000 повеќе од што фамилијата Спасови посакуваше, или 20 на 100 повеќе. Фамилијата Спасови, основачите на Рейтинг и на Демос, предвиде дека обединети на Љубе ќе освоила 35.000 гласа. Сестрата Љубе освои 17.000, односно двојно помалку од што стручњаци предвидоа. Двојно помалку од што Спасови и нивниот папа си посакуваа. Да видиме и за Љупчо од Благоевград. Рейтингот на Спасови предвиде дека Љупчо ќе освои 49.000 гласови, а благонадежниот българин имаше само 28.000 гласови, значи пак промашување скоро за дупло. Затоа предлагам Жоро и Рашо од Дневник, односно Нова Македонија, да си ги бараат парите платени за истражување назад. Јас, пиејќи кафе во Имидж, кафичот на Ленинова, многу попрецизно ќе им пресметав, а и немаше пари да ги чини. Ова уште повеќе што Спасови го распослале и своето предвидување на можни пратенички места според Донтовиот модел. Па така, ВМРО според нив требаше да има 48 пратеника, значи 8 помалку од сега. Уште поважно за антимакедонските желби на Спасови, односно планови на Бранко Црвенковски и Владимир Милчин, Рейтинг предвидел дека Љубе би имал 3, а Љупчо 4 пратеника. Односно, за да се створи хаос во парламентот, двајцата измеќари на Велија би имале 7 пратеника, а либерал-демократите на кустосот на споменикот на Павер елементите на Пенов, значи кустосот господин Расиевски, според овие прогнози требаше да има 2 пратеника. Па бидејќи пред бројките и боговите молчат, да заклучам. Љупчо има 0 пратеници, Љубе има 0 пратеници, кустосот Манасиевски има 0 пратеници, Никола има 56 пратеника. Рейтинг агенцијата на Никола и Георги Спасов има етикета на лажговци и политички манипулатори. И нив, како и претходните манипулатори што ги набројав, не ги видов нешто да излезат во јавноста и да се извинат на македонската јавност. Think Tank, а? Без пари и без идеи. Убаво вели предизборниот слоган на либерал-демократите. Има излез. Има, него што? Ај надвор, или што би рекле струмичани, ај вонка, и очи да не ви видиме. Вонка и за манипулаторите од дома и за платениците од странство. Платениците од системот на надеж на Бранко Црвенковски, како што е словенечката агенција Либерта. Таа, пазете вамо, предвиде дека на изборите ВМРО ќе освои 42 пратеника, а СДСМ 40. Значи небитни 2 разлика би било меѓу ВМРО и желбата на Бранко Црвенковски, преточена во аферата Надеж, платена со пари на македонскиот народ. Надеж, нарачан и подпишан од новата парламентарка Наташа Савова. Македонија пред 20 дена положи еден голем испит на полнолетство. Направи демократски и мирни избори од една страна и им кажа вонка на манипулаторите и лажговците. Во Македонија избори ќе има и понатака. Локални, председателски, парламентарни, ќе има референдуми, ќе има гласање. Овој прелог ќе го чувам и ќе го повторувам, ќе ги подсетувам луѓето. Нема да можат манипулаторите да играат на кратката меморија и христијанската благост на овој народ, на македонецот. Вонка за лажговците, вонка, еднаш за секогаш.